Делчев се борел и загинал за Македонија. Заев нема мандат да ја прекројува историјата, порачува Владимир Милчин. Поголемите отстапки кои веќе се направени кон Бугарија, а се погласно се говори дека ќе има уште поголеми, реагираше и поранешниот директор на фондацијата Отворено општество Македонија. Милчин, кој важеше за еден од големите поддржувачи на Заев, сега порачува дека премиерот нема мандат да прифати капитулација. Заев нема мандат да ја прекројува историјата. Делчев се борел и загинал за Македонија. Неговата борба е македонска, а неговиот живот е борбата. За смртта уште не е јасно чија е. Борисов би требало, следејќи го примерот на Били Бранд, да дојде овде и да се поклони пред жртвите на бугарската окупаторска власт во музеот на Холокаустот за 7133 македонски евреи испратени во Треблинка и барем на могилата на непобедените во Прилеп. Македонија нема зашто да се извинува на Бугарија, но Бугарија има. А Заев нема мандат ниту за капитулација, ниту за амнезија. Бугарија бара од Македонија да се откаже од голем дел од својата историја, односно од своето постоење пред 1945 година, доколку сакаме напредок на патот кон Европската унија. Ваквите барања беа многу пати повторени од голем број бугарски политичари, а сега и од поранешниот нивен амбасадор во Македонија, Александар Јорданов. Според него Линденското востание од 1903 година е настан во бугарската историја, во битието на бугарите кои живееле на тие простори. За денешните македонци кои тврдат дека не се бугари, тоа нема врска. Фактот што дел од востанието избувна на територијата каде што сега живеат, не го прави нивен настан. Архивските документи, како и старите весници, говорат дека нашите сонародници биле убавени и тероризирани од безродници. Тоа биле главно комунисти и србомани. Денешните македонци постепено ќе ја научат таа вистина. Милчин реагираше на ваквиот став на Јорданов, велејќи дека нахалноста ги преминала сите граници, а уцената дури да е братска, иритира. Според него ова е нацистичко-сталинистички манир, познат од годините пред Втората светска војна, применет на Австрија и Чехословачка.